Поштувани борци од народно-ослободителната борба, поштувани присутни, дами и господа. Токму пред 25 години, кога некои од нас беа и премногу млади, да ја сватат тогашната одлука, македонскиот народ се одважи и во духот на илинденците и јасномците, со ентузијазмот на Глигоровит Клюсев, излезе и масовно на референдум се изјасни дека сака да има своја независна и суверена држава, Република Македонија. Генерации и генерации граѓани, македонци, албанци, срби, роми, власи, турци и сите останати кои што живееле на оваа парче земја македонска, се залагале да создадат независна и самостојна држава. Ние денеска, впрочем, тоа го имаме. Веќе 25 години имаме можност да имаме независна држава која што се стреми да ги достигне највисоките цели. Да биде составен дел на големото европско семејство и под шадорот на колективната безбедност на големите безбедносни светски системи. За жал, во целиот овој период на нашата независност, доживеавме голем број на обструкции од одредени држави кои не сака да и дозволат на оваа наша држава да напредува на патот за својата борба за подобро утре на собствените граѓани. Ги надминавме сите предизвици, но при тоа не научивме една основна лекција. Дека треба да си го почитуваме минатото, да ја сакаме сегашноста и да ја планираме иднината. Токму оваа денеска што го гледам на оваа свето место, на спомен костурница во Куманово, каде што е главното спомен обележје од Втората светска војна и сите паднати жртви за оваа наша независна држава и нејзиното континуирано сквернавење само укажува дека многу малку сме направиле на патот на едукацијата на нашите генерации кои што живеат во независна Република Македонија. Државата, за жал, морам од овде да порачам дека не води доволна грижа кон онаа што значи историја на Република Македонија. Затоа апелирам. Не очекуваат многу поголеми предизвици во идниот период. Доколку секогаш се повикуваме на духот, на илинденците и јасномците, дајте тогаш суштински да го практикуваме тоа. Бидејќи државата е побитна од било која политичка партија и од било која политичка припадност. Ние денеска живееме со нешто за што генерации и генерации ја пролеале својата крв. Ја имаме самобитноста и државата, а од ден на ден, за жал, по наша собствена вина ја губиме. Ево таква Република Македонија, почитувани мои, ние не сакаме и не треба да живееме. Апелирам до власта и на локално и на централно ниво, во иднина да се обрати поголемо внимание и грижа за сите овие културно-историски споменици на нашата држава и нашиот народ. Бидејќи ова е срам не само за нас, туку првенствено за оние кои што добиле мандат да ја водат државата. Македонија, почитувани, била и ќе биде, затоа што е желба и творештво на граѓаните и на сите нејзини пријатели. Затоа уште еднаш, во името на Советот на општина Куманово и во моје лично име, го честитам овој голем наш национален празник, кој што треба да го искористиме како момент за едно општо и сеопшто национално и меѓунационално обединување. Не очекуваат големи искушенија во следниот период. Сите ние заедно, кога сакаме, можеме да ги надминеме. Да живее Република Македонија, да живеат сите нејзини пријатели и поддржувачи. Ви благодарам.